Денеска во работна посета на општина Кавадарци беше министерот за транспорт и врски во владата Горан Сугаровски. Во придружба на директорот на државни патишта Зоран Китанов, тие ја посетија новоизградената делница од патот Кавадарци-Росуман на улица Западен булевар. Беднажно не јајме дека македонската влада во наредниот период ќе оддели значителни материјални средства за проширување и целосна рехабилитација на патниот правец Кавадарци-Росуман, што значително ќе биде подобрена безбедноста на оваа патна инфраструктура која најмногу ја користат кавадарчани за излез од градот, но и за влез во истиот. Исто така, бидејќи се работи за пат кој ја поврзува Централна Македонија со јужниот дел на републиката, во исто време ќе се работи и за рехабилитација на други патни правци. Најавени се вложувања во инфраструктурата на влезниот дел на сообраќајницата од Глишич до Марена и од Марена до Глишич. Со оваа во значителна мера ќе биде подобрена безбедноста на патниот сообраќај во општината. Од другите актуелности кои беа најавени при денешното интервју и средба со новинарите, заслужува внимание значителни материјални средства кои ќе бидат вложени во заобиколницата на општината, која треба планинскиот дел да го поврзе со низинскиот дел на општина Кавадарци, со тоа битно да биде растеретен останатиот сообраќај. Во рамките на посетата на општина Кавадарци, министерот за транспорт и врски Горан Сугаровски во разговор со градоначалникот разговара и за други теми кои се од интерес за општината, а во рамките на вложувањата кои ќе бидат во наредниот период преземени. Овде заслужува внимание речиси 50% завршените градежни работи на мостот на реката Лудамара кај село Ваташа. Во наредниот период интензивно ќе се работи на завршување на ова капитална инвестиција за општина Кавадарци. Градоначалникот Митко Јанчев од своја страна најави низ за капитални инвестиции од интерес за општината, пред се економскиот растеж на општина Кавадарци. Ние сме денес тука во работна посета на општина Кавадарци. Со градоначалникот имаме чести средби, разговараме за сите капитални проекти кои што треба да се направат во оваа општина и генерално тука во регионот. Морам да кажам дека сум исклучително задоволен како се одвива овој процес на реализација на овие капитални проекти, бидејќи еве како што гледате сами транзитот према Кавадарци е направен. Значи во моментов се работи на овој регионален пат, подробни информации околу него ќе даде директорот на јавното претпријатие за државни патишта, бидејќи тој се реализира преку нив. Значи многу е битно што паралелно на сиот процес на изградбата на овој регионален пат на реконструкцијата, во нашата држава се работи на преку 550 км патна мрежа. Би сакал исто да потенцирам она што изминативе денови го зборувам, а тоа е во делот на реализација на капиталните инвестиции, во делот на гасификацијата, која што е во овој дел на нашата држава сериозно се работи, значи блок станицата до Кавадарци ќе биде готова, така да локалните самоуправи радат на тоа. Лотот од Битола од Неготино до Битола исклучително добро работи, сериозно е исклучителна добра динамиката и она што значи реализација на овие капитални проекти према ланската година во моментов во првите 4 месеци го има. Исто така би сакал да потенцирам уште еден проект кој што е врзан со Кавадарци, тоа е проектот за водоснабдувањето со КФВ банка, кој што потпишан е договор со изведувачот, очекуваме некаде во септември месец да отпочне и на тој начин нормално да го подобриме водоснабдувањето во Кавадарци. Сума сумарум, кога ќе ги додадеме овие регионалниот пат, односно експресниот пат кој што оди тука од Градско до Прилеп, се надевам дека во наредниот период навистина ќе имаме добра реализација на капиталните проекти од она што не информира и градоначалникот за неговите локални проекти. Сметаме дека навистина Кавадарци може да стане добро место за живење. Јас прво би сакал во име на општина Кавадарци на граѓаните да се заблагодарам на владата на Република Северна Македонија, исто до министерот за транспорт и врски, директор за агенција за патишта. Кавадарци конечно почна да го добива она што долго време му беше недостаток. Тоа се капитални проекти, инфраструктура и Кавадарци го заслужува ова, пошто сме економски развиен град, помеѓу првите во нашата држава. Сакам да спомнам во значењето на овој влез од регионалниот пат Р108 од Росуман, каде што го изградивме заедно со Министерството за транспорт и врски со владата. Од големо значење, пошто имаме зборен проток на возила на влез и од километар и 100 имаме булеварско решение со 4 ленти. Ова булеварско решение не застанува тука, значи комплетна рехабилитација на патниот правец до Росуман, така да до Росуман ќе имаме комплетен нов асфалт. Со ова решаваме една долгорочно заостанат проблем кој што беше од инфраструктурски многу лош момент.
Овде е комплетно решено и атмосферски води, и канализациони системи и улично осветлување. Исто така сакам да го спомнам и мостот во Ватша, кој што е веќе во одбината фаза, 50% завршен проект од пола милион евра, инвестиција на владата на Република Северна Македонија, кој што е од големо значење. Сами знаете таму дека имавме многу сообраќајки, многу тесно грало. Сакам да спомнам дека заедно со агенциите успеавме да изнајде директорот средства да не стави во буџет за два нови проекти. Тоа е Марена Кавадарци рехабилитација на патот и од Гличиш до Кавадарци комплетна рехабилитација со 3 ленти, така да и тој влез ќе биде решен. И исто Мушов гроб Мрежичко, каде што веќе добиваме стварно добра инфраструктура. Ово по однос на она што го спомна и министерот во делот на гасификацијата, еве, ние со расширени рација чекаме гасификацијата да стигне таа подстаница. Штом биде готова, нашиот основен проект за гасификација е веќе готов, 22 км основен проект со ревизија е изработен, така да веднаш ќе отпочнеме со реконструкција, односно со изградба на гасификацијата и поврзување прво на јавните институции. Ние веќе правиме анкети по индивидуални семејства да видиме каков е интересот. Во Кавадарци постои голем интерес, тоа ќе решиме и загадувањето и Кавадарци да биде подобро место за живење. Во делот на водоснабдувањето, тоа е 850 евра договор кој ќе го потпишавме со преку КФ Германската банка со Министерството за транспорт и врски и финансии. Тој треба да се отпочне за месец дена да се работи, во рок од 6 месеци да биде завршен. Тоа е комплетна реконструкција на 2 км водоводна мрежа на Дешка Тошева улица, така да тоа населба таму ќе добие нова мрежа, подобро водоснабдување. И јас би го спомнал уште 2,5 милиона евра, кои што ги имаме како втора фаза добиени грант преку Министерство за транспорт и врски, КФ и Министерство за финансии, кои што треба од септември да се отпочнат, проектите се готови и одобрени. Тоа значи дека ние ќе добиеме комплетна атмосферско решение во општина Кавадарци. Јас сакам искрено да ви кажам како градоначалник и првишто искуство во општествено и јавно работење, сум презадоволен од тоа како се движат проектите, како се движи динамиката и што добива Кавадарци. Мислам дека граѓаните ова будно го гледат и го следат. Заеднички со владата ние имаме прекрасна соработка и мислам дека нигде не се изградил волку во Кавадарци колку сега што се граде, така да се надевам на уште подобра соработка и подобра инфраструктура. Кај минатата година, кога отпочнавме да ги правиме првите проектни задачи за каде што и што се приоритетите и кога ги испративме нашите специјални возила да го идентификуваат патниот појас во државата, во каква состојба е, да ви кажам, беше алармантна состојбата. И затоа, според и заложбите на премиерот Заев, решивме да активно земеме најголемо учество во рехабилитација, реконструкција на постоечките патишта кои што не беа чепнати 20, 30, 40 години. Пример за тоа е вашиот мост во Ваташа. Значи, место да садиме жални врби, ние си правиме мост на граѓаните од Кавадарци, кој што мост придонел многу сообраќајки многу лоши состојби. Еве го 50% е завршен и многу сум среќен за тоа што граѓаните ќе го користат и ќе го возат безбедно по него. Излезот од Кавадарци е пример за заедничка соработка со општина Кавадарци, каде што општината си презеде на своја одговорност, на своја изведба, да ги реши сите проблеми околу канализација, водовод, инфраструктура, тротоари и така натаму. Јавното претпријатие за државни патишта, тампонскиот дел и асфалтниот дел комплетно го заврши до овде. Но гледате, ние завршивме овде, а позаде нас веќе продолжува да се работи од овде до Росуман, исто пат кој што вие побо од мене знаете, не чепна 20, 30, 40 години, се рехабилитира комплетно. И ќе биде до крајот на летото без сомнеш готов, се со цел, а и може да приметите дека прв пат после не знам 10, 20, 30 години се чистат каналите, канавките покрај самиот пат, значи нешто што е оставено на времето на стихијата, бидејќи очигледно не бил приоритет за некои претходни влади. Овде не застануваме, доаѓањето од другата страна, бидејќи и јас патувам во овој дел често, веднаш го ставивме во програма во рамковна за оваа година делот од Марена до Кавадарци, кој што навистина заслужува една посериозна реконструкција. Мене, ако ме прашате, јас мислам дека комплетно треба и од Неготино до Кавадарци една посериозна реконструкција, но тоа да оставиме наредните години да го внесеме во некои планови. И Мушов гроб, јас лично знам дека тој пат е оштетен и така натаму и
во еден момент стигна и петиција од самите граѓани, а веќе тој беше внесен во нашата програма, значи крајот во теке тендерската постапка и започнува се рехабилитација во месец јуни, 8 километра, 813.000 евра предвидено, значи и тие граѓани денес се кираат патот, од крајот на јуни ќе почне да се работи, до крајот на летната сезона ќе биде завршен. Нормално, овде не застануваме, овие беа главните приоритети за крвотокот на Кавадарци и на Теквишијата воопшто. Се работи во Неготинско и во Росоман, насекаде и како што рече министерот, во моментот во нашата држава се рехабилитираат некаде најмалце, значи не изградба на нови патишта, само рехабилитации, околу 400 километри и тие до крајот на годината ќе бидат завршени, но ви посочувам се работи за патишта кои што 30-40 години биле оставени на забот на време. Ние стратешки проект заедно со Министерството за транспорт и врски и со владата и со Агенција за патишта, веќе ми се чини дека е одобрено од страна на агенцијата. Тоа е стратешки проект за обиколница за Кавадарци. Таа за обиколница Кавадарци ќе биде од Марена, ќе излегува на Дрекстерен мајер, од Дрекстер до Југокомерц и на Катуниште. Тој е многу сериозен проект кој ќе кошта над 8 милиона евра сигурно со изведба и изградба. Меѓутоа е неопходен за Кавадарци покрај големата индустрија и развојот на економијата да ги тргнеме тешките товарни возила од самиот град. Меѓутоа и голем бенефит ќе биде и за самиот граничен премин кој ќе се отпочне да се гради на местноста Мајден, после Мајден, така да таа заобиколница ќе поврзи и со тој граничен премин. Граничниот премин знаете дека заедно со владата на Република Грција и со господинот Заев како премиер е веќе потпишан меморандум и договор и одобрен. Сега се прави сумирање на финансовата конструкција и барање на средства кој како ќе инвестира и која сума треба да се инвестира, така да тоа за мене е завршена работа, треба да се отпочне изградба на нов граничен премин. Исто така од државата ќе бараме поддршка за реконструкција на фудбалското игралиште кое што го имаме кај нас како терен, комплетно со трибини и со сите ситуации. Меѓутоа можам да ви кажам дека и прекоплански Вардарски регион по кој што сепак е заедно влезен со владата, добивме грант од норвежаните од 100.000 евра да го официализирам за скейт парк во Кавадарци, ќе се гради во делот на спортскиот центар Јасмин. Добивме 100.000 евра средства за изградба на винскиот музеј во Винска куќа во градскиот парк и можем сега еве вака да ви соопштам во сабота веројатно и министерот за транспорт ќе биде таму, ќе потпишуваме договори за померки 321, 322 и 323. Тоа е преку Агенција за рурален развој. Од таму добивме средства за изградба на велосипедската патека до Моклиште од 30 милиона денара. Добивме средства за реконструкција комплетна на село Сопот во делот на водоснабдителен систем и атмосферска канализација 20 милиона денара и сега е во фаза на одобрување и рехабилитација на патот преку развој за туризам од 1 милион евра, средства кои ќе ги добиеме за рехабилитација на патниот правец Конопиште Михајлов, кај што имаме едно туристичко место да го развиеме. Ова се тоа го реализираме, ќе го реализираме и веќе се потпишуваат договорите. Ја мислам дека кавадарчани не е било и не можеме да ги броиме веќе проект. Оваа прилика сакам малку да искористам за сите овие изминати денови, бидејќи многу е често тема и треба да биде нормално капиталните инвестиции. Размислував назад низ времето, кога претходната власт капиталните инвестиции ги темелеше на споменици и на некакви згради по 40-50 милиони евра. Сега и со градоначалникот тука и со директорот зборуваме за капитални проекти кои што се врзани со личен бенефит на граѓаните. Станува збор за период кој што кога се граделе споменици немало овој пат. Директорот зборува за 40-50 години неизградени нереконструирани патишта, мостови. Знаете ли граничните премини према Бугарија во моментот? На сите 3 гранични премини во моментот се работи. Од Делчево до граничен премин, па патот е писта направен таму. Така да, сакам да потенцирам дека и во делот на комуналната инфраструктура, во делот на гасификацијата, во делот на железниците, во делот на патната инфраструктура која што не е од централниот буџет, капиталните инвестиции одлично тера. Значи, ако очекувал некој се повикува на првиот квартал, кога јануари и февруари месец не се градежна сезона, јас би почекал следните 20-25 дена, еве конкретно, да ги видиме бројките во ресорот транспорт. Јас ви кажувам дека ќе бидат одлични и одлична уште поголема најава за третиот и четвртиот квартал кои што редовно се најсилни во Министерството за транспорт и врски. Затоа, луѓе кои што го пречутија периодот на режим, ова сакам да го кажам,
кои што го прекјутија периодот за капиталните инвестиции на тажни врби и на не знам на споменици. Сега гледам дека се главни критичари. Да, критиката е добра работа, ние ја слушаме таа работа и ќе продолжиме натаму. Меѓутоа, силно сме посветени во делот на изградбата на патната инфраструктура, железничката, гасификацијата и комуналната инфраструктура. Значи проекти во овие година и пол-две, преку Министерството за транспорт и врски има преку 20 милиони реализација само на ова што и градоначалникот зборуваше, а тоа е водоводи, канализации и други работи кои што за жал во изминатите 20-30 години не беа апсолутно мрднати. Се збори на медиуми за капитални инвестиции, се дават патишта. Патиштата не влегуваат во капиталните инвестиции на владата, туку на јавното претпријатие за државни патишта. И ќе ви дадам една кратка паралела. Квартал 2018, јануар, февруар, март, платени капитални инвестиции, завршени, споредени со првиот квартал ова година, разликата е 215% ова година повеќе, јануар, февруар и март. Во јавното претпријатие за државни патишта. Мината година имало исплатено завршени капитални инвестиции 945-6 милиони денари, ова година 2 милиарди 960, 215% повеќе. Значи, до крајот на годината ние ќе имаме буквално најголема инвестиција до сега за реконструкција, рехабилитација, бидејќи не е само да градите нов пат. Не може старите да ги оставите, да ги запуштите, да не се одржаваат, а очигледно не биле чепнати 30 години. Кратко за патарините има реакции дека малку ќе порастат и така натаму. Директоре, колку е реална цената на патарините во Македонија? Значи, прво вака, ниједна патарина нема да порасне, туку ќе поевтини. Очигледно, некој сака да прави дневно популистички настани од ова и луѓе задолжени да пишуваат по социјални мрежи. Не знам дали е во ред да кажам дека не прочитале за што станува збор. Еве сега ќе ви кажам. Значи нема никакво покачување, да бидеме јасни. Има намалување. Како има намалување? За 10 дена ќе ги пуштиме електронските патарини, коридорот 10, баш што проаѓа овде покрај вас. Секој што ќе користи картичка, ќе има бонус во зависност од сумата, посебно тоа па за тешките возила, за камионите, ќе биде, таму имате да кажеме одредена сума што треба да ја внесете и до 7%, тој што има 50 камиони, 7% на годишно ниво, дали имате представа колку тоа значи? Значи има намалување. Второ, направена е исправена една грешка од минатото, каде што моторциклите плаќаат исто како автомобилите. Еве и добивме и барање од моторциклички здруженија и ја исправивме таа неправда од последните, не знам, 20-30 години, ги одделивме владата на последната седница на влада, ги оддели во една категорија, така да кажам, каде што тие ќе плаќаат поевтино од автомобилите. Третото е мобетот зошто ќе се пушти, дека ќе се пушти патарината, значи не се покачува туку дека ќе има патарина кај Смоквица. Значи, едно, да не биде јасно, ние на секој автопат, секаде во свет, се плаќа патарина во различен облик. Мислам дека ќе се согласите дека нашите цени се убедливо најниски во регионот, но едно што е најбитно од цело ова, сите овие градби кои ќе завршат за 5, 6, 7 години, главните, големите градби, јас ви тврдам дека одржувањето на патната инфраструктура во државата ќе кошта некаде околу 100 милиона евра. Значи, овие се парите од патарините ги користиме еве за ова. Не ги користиме за жални врби и за споменици. Значи, нема најисправна примена е ова примена, а не да правиме нешто што не е во ред. Од парите за граѓаните да се вложи нешто што е за корист на граѓаните.